We are the first, maybe. Nice meeting you again. On time. Perfect. Und im Speech, we will also have the opportunity to 200 компании германски овде во Македонија се сериозно, силно учество во она што значи создавање на домашно производство, а пред се и она што значи извозна компонента за Република Македонија. Знаете дека секоја земја, така и нашата земја, се стреми кон зголемување на својот бруто домашен производ и секако огромен процент на енергијата се насочува кон зголемувањето на својата извозна активност, заради тоа што само тоа е гаранција за стабилноста и за перспективноста на било која економија. Навистина, да се биде во суфицит по трговијата со Германија е прекрасна работа, ние се надеваме дека ќе останеме токму во суфицит, но тоа е меѓу другото благодарение на автомобилската индустрија, но и на вас, компаниите, кои што еден дел од своето производство точно и го пласирате на пазарот во Германија. Република Македонија создава услови во континуитет за привлекување на странски инвестиции, за поддршка на странските инвестиции. Новата влада ги продолжува ваквите политики. Сакам денеска да ве охрабрам дека можете комплетно да сметате на нашата целосна поддршка, асистенција за сите ваши генерални и сериозни одлуки, но и за сите ваши мали, микро, детални проблеми кои што се случуваат во текот на вашето работење. Ние постоиме да ви служиме како влада во надминувањето на сите проблеми. Но ние сме пред почеток на најава на одредени новини, кои што верувам дека ќе бидат поздравени од севкупните компании во Македонија, така и од германските компании кои што се овде во земјата. Утре ќе објавиме пакет на директна државна помош за поттикнување на нови инвестиции, но и за поддршка на постојните инвестиции. Новините кои што ќе се појават во Македонија се дополнително зголемена поддршка само за компаниите. Ништо нема да се одземе од тоа што до сега го добиваа компаниите во Македонија. Новините ќе бидат врзани пред се на основа на резултатот кој што ќе го покажуваат компаниите, не само на бизнис идејата, кој што ќе биде констатиран преку завршните сметки на самите компании и колку покажуваат раст, развој во самите компании, така може да сметат на директна поддршка од државата. Тоа ќе биде констатирано секоја година со завршните сметки и сакам да аплицирате буквално на владините програми, но и да учествувате во она кое што утре ќе го објавиме и ќе биде на располагање по пат на дебата, да го подобриме, да го осовршиме на еден начин, за да може буквално од крајот на годината веќе да биде во примена. Во ребалансот на буџетот се обезбедени директни средства, сериозни средства за поддршка и тие се токму на ваше располагање, заради тоа што секое ваше охрабрување, макар на зголемување на вашето постојно производство, на отварање на ново погонче, на отварање на нова фабрика, на модернизација на вашето производство, за нас значи нов брутодомашен производ и за нас значи нови работни места, а секако и нови даноци и такси за државниот буџет. Во првата група на мерки ќе бидат мерки кои што ќе бидат врзани со вработувањето, значи секој кој што ќе има ново вработени лица во една фискална година ќе биде поддржан во следната фискална година, и тоа само под услов ако има раст на приходите и не намалување на бројот на вработени. Истото значи ќе се однесува и за браунфилд инвестициите. Потоа ќе има посебни мерки кои што се однесуваат на извозно ориентираните компании, ќе има посебни мерки кои што се однесуваат на стартапите, на малите и средните предпријатија.